Граѓаните се крајно револтирани на одлуката на МВР која што беше соопштена вчера попладнето, дека од утре возачките дозволи кои што не го содржат името Република Северна Македонија нема да важат ниту внатре во државата. Вела дека нема слушнато нешто поапсурдно, затоа што со оваа одлука ќе се закочи целата држава, а најпогодени биле оние на кои што возењето им е основна дејност. Глупост. Не може така. Кога да ја сменам? Еве гужва нон-стоп има. И сега од утре? А што да правам и од утре? Морам да возам. Нема друг начин. Да ја оставам колата и да седам дома. Па мислам дека е време за една колективна тужба и кон МВР, и кон СВР, и кон Свети СДСМ, и кон Свети ВМРО, и кон Света влада, конечно на народов да му дојде од известно место до глата. Лично сметам дека ова многу голем нонсенс и дека за ова нема ниту едно ни логично, ни правно објаснување. Денеска имаше огромни гужви во станиците за технички преглед, каде на граѓаните им се лепеа налепници на регистарските таблици со ознаката НМК. И тука возачите кои чекаа во долги редици револтирано ги коментира овие најнови одлуки кои што ги погодија сите. Нале други сообраќајните вчера кај возачките кажаа вчера дека нема да важа ако нема Северна Македонија. Че си плаќаме казни, че се полни ова држава, кој е мирен народов, кој чути така арно ни пра. Дотолку е дотара работата, значи може да не важиме и ние од утре. Рокот ни поминал, ова е срамот. Значи немам коментар зошто да не важа за во државата, зошто? Зошто да се малтретира народот? Како што ќе се иде со ред, нека се сменува, но не може на кратко наеднаш преку ноќ. Во сите станици за технички преглед денеска интензивно се менуваа и налепниците со ознаката НМК. Интензивно, значи ги поставуваме лепенки на возилата со НМК ознаката. До сега имаме залепено повеќе од 500 возила. Работиме според препораките на што ни ги зададе Министерството за внатрешни работи. Потребно е значи возилото да биде тука донесено, да помине на камери, значи да се види дека се лепат на лепенки со НМК ознаката. Исто така и во систем се заведуваат секој едно возило. Инаку денеска и власта и опозицијата на еден ден пред истекот на законскиот рок според преспанскиот договор поднесува предлози во собранието да се изменат законите за патна исправа и за безбедност во сообраќајот. Се со цел да се продолжи рокот на важењето на пасошите и возачките дозволи на кои што стои старото уставно име Република Македонија. Како ќе се реши оваа навистина комплексна ситуација, останува да видиме деновиве.